На почетокот на едно од најтоплите лета, во еден град Скопје, во една населба аеродром, во близина на една касарна, едно училиште и една градинка, на големата улица по која стално минуваат многу коли, има и многу автобуси. Големи и црвени, некои постари, некои понови, ама за малиот Зоки Поки сите се многу интересни. Но нему му е дозволено автобусите да ги гледа само низ тераса. Така до ден денес автобусите за Зоки Поки се мистерија. Неговите најблиски постојано му повторуваат дека на големата улица полна со коли, автобуси, точаци не може. Ама токму тоа е најлошото. На Зоки Поки не смее да му се рече за нешто не може. Ама тие не разбираат, а денеска е посебен ден. Еден редок ден. Тажен ден. Не, Зоки Поки не смее да си дозволи да биде денот тажен. Ке прашате зошто? Лидија денес не е дома, ни во градинка, ни во населбата, ни во Скопје. Таа е нагости кај некоја другарка. Зоки е помалку тажен и љубоморен. Никако не разбира зошто на Лидија би и требале други другарчиња кога го има него. Па не сме сите исти изгледа. Но мора денес да се смисли нешто многу интересно, за да не се мисли на осаната. Нешто посебно, нешто ретко, забрането, скокотливо, бескрајно интересно. Нешто како автобусите. Мамо, не можам повеќе. Додека не го изедеш сето ова, нема надвор. Сакаш да ти покажам нешто? Ајде, јади. Ама многу интересно. Реков јади. Многу е интересно. Што тоа? Стој вака. Види. Зоки. Убав, тој на баба сам го напиша ова? Да, сам го напишав. Кој те научи? Никој, сам се научив. Може да надвор? Надвор. Слушај, кај автобусите и на улица не може. Разбра? Добро. Ајде сега оди. Ти малије се возиш? Да. Колку години имаш? 6. Ај седите. Немој, не се качувај! Ке се изгубиш! Немој! Не се качувај! Ке се изгубиш! Немој! Застани!
Летай по него! Трчај! Трчај, Бруно! Не можам! Ова што го гледате пред вас е населбата на Зоки Поки. Тоа е сликата што тој ја гледа наутро кога ќе се разбуди. Кога си игра со Лидија на лулашките, тука има се што Зоки Поки може да посака. Ова е населбата каде тој ги минува најубавите денови на своето детство. Тука ќе тргне во училиште, ќе ги запознае своите најдобри пријатели, ќе ја сретне првата девојка. Тука Зоки Поки ќе стане момче. Од тука еден ден можеби ќе мора да замине, но својата населба и спомените од своето детство ќе ги носи секаде со себе. Ајде, малечок, последна станица. Јас дома треба да се вратам. Сега зимни се, кога ќе појдеме тогаш. Ајде. Како се викаш? Зоки, Зокичи. Зоки Поки, А каде си? далеко. Да не си се изгубил? Да, сакам дома. Мајка ти знае ли кај си? Не, Ајде со мене! фала многу. Сега оди си. А, не, Зоки. Одиме дома. Од која страна живееш? Од она, Од она? Ајде, одиме.
А да ти прашам, од која населба си? Од Јане Сандански. Значи со петка си дошол, а? Да, сакам дома. Јас ке те однесам, бре, мајсторе. Јас сакам да останам надвор да си поиграм малку. Никако. Сигурно мајка ти и татко ти веќе те бараат. Мајка ми и татко ми не се дома, со баба ми су. Баба ти те чува. Ајде одиме кај баба ти. Во оваа зграда? Во ова, Во овој влез? во тој, На кој спрат? на трети. На трети. Одиме? Одиме. Ајде. Која, брато? Ова. Ова. Шукарди, бе? Зоки? Бабо, јас си изгубив, но чичкото ме најде. Сега може да се оди, нели? Сега ќе ја викнам бабата. Ало? А, да, јас сум Фатима. Да. Еве го Зоки, кај мене дојде со некој човек и ме вика бабо. Аха, да. Еве сега. Мамо? Ви благодарам. Добар ден. Вие сте бабата на... Зоки? Да. Што е работева, господине? Јас оваа жена не ја познав. Зоки!
На почетокот на едно од најтоплите лета, во еден град Скопје, во една населба Аеродром, во близина на една касарна, едно училиште и една градинка, денеска нешто многу возбудливо струи низ воздухот. Сите деца се пред зграда. Делуваат возбудено, облечени се како за на прием. Неверојатно.